Состојбата во здравството се чини никогаш не била полоша. Кое е решението, разговараме со професор доктор Ирена Алексиевска Папестиев. Господиња Папестиев, добре дојдовте во студиото на Република. Добре најдов, добар ден и од мене. За почеток кажете ми каква е кадровската политика во здравството? Видете, на оваа тема разговарав пред неколку дена на една дебата и можам да кажем дека кадровската политика во моментов е на многу лошо ниво. Катастрофална е, а современата кадровска политика заедно со инфраструктурата се фундаментални елементи за да здравството биде ефективно и ефикасно. Знаете, вие може да имате најсовремени диагностички апарати, може да имате прекрасно опремени операциони сали, меѓутоа ако нема кој да работи таму, вие едноставно не можете да ја пружите квалитетно здравствената заштита. Сведоци сме во последниот период, подолг период е тоа, на лоши кадровски решенија поради партиски вработување, ќе кажам. Не треба партиската определеност да биде примарна при вработувањата. Значи, политичката, национална припадност не треба да биде примарна при вработувањата, посебно за здравствените работници. Квалитетот, ќе повторам, квалитетот е он кој што е најважен при вработувањата за да имаме квалитетен здравствен систем. Тоа не е сега така. Па не е веќе подолг период и тоа, мислам дека таа пракса треба конечно да се промени. Квалитетот да е тој што се гледа. Сега, она што сакам да истакнам дека клиентелистичката политика која што се води доведе до еден колабиран здравствен систем. Колабиран здравствен систем велам затоа што вие имате погрешна дисперзираност на здравствените работници во здравствените институции. Има здравствени институции кои што се превработени од одреден кадар, кои што недостасува во други здравствени институции. Понатаму, неправилното непланираното распределување на специјализации доведе исто така до недостаток на одредени специјалности кај нас. Педиатри, анестезиолози, инфектолози се во страшен дефицит. Фрапирана сум од податокот дека ќе останат само 15 педиатри до крајот на годината, матични педиатри зборувам. А сите знаеме што значи кога ќе ни се разболи едно дете. Понатаму, анестезиолозите исклучително важни. Јас не можам да оперирам пациентката ако немам анестезиолог. А ако имам анестезиолог, болничар и ќе ја завршам операцијата, ама ако немам медицинска сестра, кој ќе се грижи постоперативно за незе? Знаете, во здравството мора тимот да е целосен. Целосен да е тимот. Да не фали дел од мозаикот на сликата, за истата да биде убава и јасна. Медицинскиот среден персонал е болна точка во здравството. Пред една година излегува од Сојузот за медицински сестри и кажа дека фалат онолку колку што се сега вработени. Значи, една сестра работи за две сестри. Пред неколку дена медицински сестри од Прилеп протестира. Беа вработени на договор на дело, бараат да се вработат. А фалат многу. Да. Значи, тие лоши услови и тоа што они се оптоварени со работа ги тера да даваат отказ или да одат надвор во странство. Слично е со младите лекари. Предавам на медицинскиот факултет и можам да кажам дека сон на голем дел од студентите е да продолжи со својата кариера надвор во странство. Го немаат онај наш сон од пред 2 децени да останат тука, да творат тука. Ретко денеска кој го има тој сон од студентите. Знаете, околу 220 студенти дипломираат кај нас на медицински факултет, а 175 до 180 од нив бараат до лекарската комора барање за работа и лиценца за работа во странство. Тоа е поразително. Тоа е поразително, тоа е 70 до 80% од младите кадри. А знаете дека они се нашата иднина. Ако не направиме нешто да го стопираме овој одлив на млад кадар, тоа значи дека не ни е светла многу иднината. Затоа мора да имаме стратегија, да имаме национална стратегија со која што ние ќе најдеме методи и начини да ги задржиме младите и здравствените работници да бидат и да творат тука кај нас, да ја продолжат својата кариера кај нас. Правилно дисперзирање во зависност од националната анализа која што ќе добиеме. Каде фалат соодветни здравствени работници во согласност со тоа да се распишуваат и специјализациите и да се прошируваат студентските квоти. На тој начин вие ќе добиете еден здравствен систем со дисперзирана работа, позадоволни здравствени работници, а задоволството од здравствените работници ќе се рефлектира и на самите пациенти. Така, покрај тоа што споменавте кадровската политика, многу е важна инфраструктурата. Каква е состојбата инфраструктурата? Се науваше нов клинички центар во Штип, во Скопје. Така е. Значи, покрај тоа што реков, кадровската екипираност е клучна за нормално да функционира здравствен систем,
се разбира дека инфраструктурата е исклучително важна за нашите граѓани да добијат една соодветна и современа здравствена заштита. Инфраструктурата во нашата држава е, можам да кажам, во многу лоша состојба. Напоменавте клинички центар кој што се ветуваше, се менуваа локации, се менуваа буџети. Мене ми е жал затоа што веќе имавме ние готов проект за клинички центар. До сега ќе беше изграден. Точно, затоа што беа одобрени средства од Светска банка. Прекрасно беше. Да, и плаќаме пенали сега за тоа. Прекрасно беше замислен. На местото на старата гинекологија се планираше да изнесе тој современ центар, кој што со топли ходници ќе беше поврзан со хируршките клиники, кои што исто така треба да беа реновирани. Имаше и две катни гаражи, една од страната на Водњанска, друга од страната на психијатриска клиника. И беше предвидено да нема сообраќај во самиот клинички центар, туку да се движат пациентите низ покриени ходници. Знаете тоа колку ќе беше олеснително и како ќе го намалеше хаосот? Ние кога правиме визита, мојот оддел, нашиот оддел кај што работиме е веднаш до Водњанска. Во 15 до 8, таков свиреш има и таков хаос на влезот во клиничкиот центар во Мајка Тереза, да ние едва и може да ги слушаме пациентите што ни збора. Штета што не се изреализира тој и што спомнавте дека сега ние од нашиот джеп плаќаме пенали за истиот. Спомнува буџети кои што беа нелогични. А најголемиот и најкапитален проект кој што го направија е паркинг сега на тоа место и што ја испратија делегацијата од Министерство за здравство во соседна Србија, каде што почна покасно да се гради клиничкиот центар и беше готов за помалку од 125 милиони. Покрај во Белград и во уште неколку во Ниш имаат направени. Тие се направени и веќе нашите соседи имаат современ, модерен клинички центар кој што за многу помалку средства се изгради од она што они го најавуваа, затоа што еден од минатите министри кажуваше буџет од пола милиарда. Сега, има и други здравствени установи кои што се многубројни, ќе кажам, во нашата држава. Вие во секое мало место имате здравствена установа во лоша состојба, каде што има делумен кадар, али не се целосно екипирани. Ние сме мала држава. Потребна е регионализација. Доволно е да имате 5-6 модерни современи регионални центри. На тој начин вие ќе го сконцентрирате кадарот, ќе штедите, вие многу е во... Да не се праќаат за било каква интервенција, не се плаќаат во Скопје. Така и тогаш хаосот ќе се намали. Знаете колку пати доаѓаат пациентите, имаат патни трошоци, не се сигурни во лавиринтот на клинички центар дека ќе ја завршат работата. Не може да се снајдат таму. Не може да се снајдат. Од друга страна, функционираат цели згради болници кои што се исклучителен трошок. Затоа е добро да се направат 5-6 регионални центри за оваа наша држава, меѓутоа таму пациентите да може да добијат слична квалитетна него како што тоа го добиваат сега кога ќе дојдат во терцијните центри во главниот град. Така. Друга важна работа е протоколите за здравствена заштита. Кажете ми нешто повеќе за нив. Протоколите се од исклучителна важност, морам да кажам, заради тоа што следењето нивно ги заштитува и самите здравствени работници, ги заштитува и пациентите. Ако не ги следите вие протоколите, на тој начин може да добиете некои последици кои што може да бидат и катастрофални. Таков еден пример, за жал, ние сега скоро имавме. Тоа е случајот со клиниката онкологија, да. Чи дали овие лоши протоколи на некој начин не донесоа до случајот онкологија? Видете, кога разговарам јас за случајот онкологија, морам да кажам дека тоа е една болна тема, без разлика дали станува збор и го гледате тоа од страната на пациентот или од страната на здравствениот работник. Јас не можам ни да замислам колку им било тешко на овие пациенти, кај кои што е диагностицирана најтешката болест која што може да најде, и во тој момент се лечеле токму на клиниката кога се обелоденија овие случувања од кои што се ужасна целата нација. И слушаат дека добивале обичен физиолошки раствор. Меѓутоа, верувајте дека и на здравствен работник кој што се работи честно својата работа, а од друга страна во овие здравствени работници е вперен прстот и од одредена група сите лекари и сестри се ставени во ист кош, не е баш лесно. Затоа реков дека непочитувањето на одредени протоколи може да доведе до една катастрофална слика, која што во случајов не зацрни само клиниката за радиологија и онкологија, го зацрни целиот здравствен систем. Тоа е една трагедија која што може да се случи на здравствен систем затоа што на некој начин е нарушено уставното право за добивање на подеднаква квалитетна здравствена заштита на секој поединец. Пореметени се основните темелни вредности на македонскиот устав, хуманоста и солидарноста.
Може да замислите вие да се зема дел од терапијата на пациенти заболени со карцином за лични интереси. И да се продава на Косово. Тоа е многу болно. Тоа е веќе прекршување на Хипократовата заклетва, онаа света заклетва која што секој студент ја крунисува својата диплома. Покажавме дека некогаш мантилот, за жал, не е извор на хуманост и солидарност, туку може да биде извор... Но повторно, не треба да се етикетираат сите доктори, како што велите, има и добри и вакви и такви, и добри и лоши. Значи, и хумани и нехумани. Апсолутно. Јас не сум нити судија, не сум нити обвинител и не можам да судам и обвинувам никого, тоа ќе го оставам на надлежните да го направат. Меѓутоа, она што сакам да истакнам е дека не смеа да се ставаат сите здравствени работници во еден кош, затоа што се уште постојат здравствени работници кои што до последна капка пот ќе се борат за животот на своите пациенти. И не треба врз основа на одреден мал број на, ако се погрешиле пред законот, здравствени работници кои што не постапиле според медицинската етика и принцип, да се носи слика за целокупниот здравствен систем. Доколку такво нешто има, надлежните тоа ќе го кажат и би требало да има одговорност за да не се повторуваат такви случаи во иднина. Знаете, веќе мора, не само за здравствени работници, одговорност треба да има и за политичарите, и за судиите, и за обвинителите. Мора тоа веќе да почне да стане една пракса за такви работи да не се повторуваат и во иднина. Така, дали случајот онкологија е една реална слика за состојбата во здравството денеска кај нас? Се чини дека само се менуваат колку 4-5 министри се сменија последните. Веќе го имаме и петтиот министер од пред неколку дена. Работите не мрдаат на подобро. Па, видете, најавувани се повеќе промени, најавувани се повеќе реформи во здравството. Не можам да кажам дека не е мрдната ситуацијата, меѓутоа сликата не е онаква какво што треба да биде. Образованието, здравството и судството се основни двигатели на една држава. Нефункционирањето на овие три работи ја дава, односно функционирањето на овие три работи ја дава сликата за една држава. Последиците од нефункционално здравство и од нефункционално судство се видливи веднаш, затоа што се работи директно со човековата судбина. Може да замислите вие што е лекарска грешка која кобно ќе заврши за пациент или ако го осудите некој невин човек, а го ставите криминалецот да шета. Меѓутоа образованието, кое што е тесно поврзано и со здравството, е исклучително важно затоа што последиците не се моментални, меѓутоа од нив зависи каде се движи иднината на нашата држава. Напоменав дека сум професор на медицинскиот факултет и сакам да кажам дека за жал во последно време она што го гледам е едни апатични студенти. Менторирам и специјализанти. Специјализантите кои што решиле да останат тука кај нас се позаинтересирани. И јас се трудам, од секогаш ми била желба да го пренесам своето знаење на овие специјализанти со цел кога ќе одат они во своите здравствени установи да може да ја дадат истата здравствена нега како што ја даваме ние на клинички центар. Демотивирани се? Морам да кажам дека за жал гледам се повеќе апатични студенти, демотивирани, убаво тоа го кажавте. Зашто? Не веруваат во функционирањето на здравствениот систем кај нас. Затоа они сакаат да си одат. А видете, морате желбата да им ја врати меланот. Ги разбирам до некаде. Доволно е на Европски конгрес да отидете, да видите таму какви свет диагностички процедури и какви свет терапијски методи може да се применат, меѓутоа кога ќе се вратите, затоа што вие немате соодветно опремени амбуланти, соодветно опремени операциони сали, истите не можете да ги дојдеме ли некогаш до нивото како што условите како што ги имаат приватните болници кај нас или странските клиники? Мора да дојдеме до тоа ниво во однос на услови. Па кон тоа и се стремиме. Најдобро е и тоа мора да го направиме ако сакаме ние да ги задржиме и да го вратиме младиот кадар тука кај нас. Затоа што во нив е иднината. Мора да се направи тоа. Така. Кажете ми, што е со позитивната листа на лекови? Што треба да се направи на тоа? Позитивната листа на лекови за жал не е ревидирана повеќе од 10 години. А со оглед на напредокот на медицината, на фармакологијата, на фармацијата, мора истата да биде ревидирана, проверена и ажурирана. Имаме денеска современи лекови кои што треба и заслужуваат нашите граѓани за да имаат еден достоинствен третман да се регистрираат и во нашата држава, да бидат на позитивна листа на терет на Фондот за здравствено осигурување. Имаше некој обид, се направи некоја комисија. Кај нас влада впечаток дека скапите лекови не се на позитивна листа.
Имаше некој оби обича ТВ народа така. Така е, се формираше. Не само тоа што, оној што е уште поголем проблем е не се достапни. Значи, ние во изминатиот период неколку пати видовме незадоволни пациенти со хронични болести кои што стрепеа дали ќе ја има својата терапија. Доктор, срамота е пациенти додат по лекови во врање и во сол. Така е, во диабетичарите во неколку пати беа 45.000 диабетичари аме кај нас. 45.000 беа во агонија и стрепеа дали ќе имаат инсулин. Ако имаш инсулин, дали имаат глукометри, дали имаат да не ги спомнувам пациентите со ретки болести. Значи пред 2 дена само медиумите објавија дека ние имаме обезбедено трикафта само за 15 пациенти, а регистрирани сте 130 со 140. Современи лекови треба да се употребуваат. Кај нас на позитивната листа има застарени лекови. Тука како пример ќе ги ставам пациентите со хепатит Б. Пациентите со хепатит Б веќе повеќе подолг период се обидуваат да добијат по-нов лек на рецепт, тенофовирот. Е исклучително важен. Обичните лекови за крвен притисок не се на поголемиот дел не се на позитивна листа си купуваат пациентите. Ова што го напоменавте, пациентите денеска со зефикс со хепатит Б што да се доискажам со зефикс се третираат. А тоа е веќе одамна напуштено во Европа. И за да го набават, одат во Црна Гора, во Албанија, во Турција, како што не поминавте вие. И тука се пациентите со хипертензија, значи со висок притисок, пациентите со леукемија, со хемофилија и долга е оваа листа. Затоа ние прво треба да обезбедиме навремена набавка на лекови за пациентите со хронична болест и понатаму да се деблокира процесот за воведување на нови, современи, незастарени лекови. Кој е тука најнадлежен, фондот за здравство? Тука треба да се направи здравствена стратегија, каде што ќе се предложи тоа комисија во која што ќе има лица од Министерството за здравство, од Фондот за здравство, од клиниката за фармакологија и од сите клиники каде што ќе биде на тој начин направена стратегија како ќе се направи деблокирање на тој процес. Сега реално за тоа треба има повеќе пари вложување во здравството, буџетот за здравството да се зголеми. Мора да се зголеми ако сакаме да се доближиме кон Европа. Ние за да ги тоа е патот да се доближиме кон Европа, а не полтронството кое што досега беше прикажувано. Воведување на современи лекови, обезбедување на современи услови е патот кој Македонија го доближува кон Европа. Така. И за крај може да ни кажете една општа слика на здравството? Како гледате вие во денеска? Па еве, додека разговаравме ние веќе опфативме неколку аспекти од здравствениот систем и она што може да се каже во глобала дека сликата како и во други работи е повеќе од очајна. Со исклучок на некои мали светли и јасни точки кои што се како резултат на ентузијазмот на поединци или на мала група медицински и помошен персонал. Значи, македонското медицинско здравство е на колена. Имаме едно здравство кое што е во колапс, без сериозни анализи за пациентите, без сериозни анализи за актуелната и потребната инфраструктура, без сериозни анализи за диагностичките апарати, за медицинската опрема, за лековите, за ресурсите кои што се потребни за еден здравствен систем. Ако ја зборуваме сликата од страна на пациент, гледаме едни незадоволни пациенти кои што лутаат низ лавиринтите на здравствените работници. Чекаат диагностички, терапевски процедури со денови, недели и месеци. Потоа чекаат за магнетна резонанца се чека по неколку и месеци. за оперативни третмани, листа на чекање ме. После ги чекате и патолозите се намалија веќе во државното здравство. Ги чекате резултатите и извештаите уште недели и месеци. А пациентот е тој што треба да биде во преден план. Како што е секаде во развиените здравствени држави, ние постоиме, лекарите и медицинскиот персонал, за да ставиме во услуга на пациентите. Меѓутоа, ако ја гледаме сликата и од страна на здравствен работник, и тука не е јасно. Лоши здравствени услуги, недоволно почитувани здравствени работници, несоодветни примења и недоволно наградување во зависност од искуството, од образованието и од квалитетот на самиот лекар. Според тоа што го гледаме, можам да кажам дека реформи се потребни да се направат веднаш, врз база на соодветни и брзи анализи, кои што се базираат на потребите на пациентите во согласно со современи протоколи и оние патеки кои што се диктираат од современото медицинско здравство. Значи, мора да направиме да ги решиме проблемите во нашиот здравствен систем. Сега и веднаш. И верувајте, тие реформи нема да бидат лесни. Оно што ќе ви каже дека проблемите ќе се решат многу брзо, ве лаже.
Меѓутоа, јас кога сум разговарала и некогаш со мокници, ќе им кажам, абе ќе ви се случи нешто, мора да имаме квалитетен кадар, квалитетни услови. Знаеле да ми решат, ќе си фатам авион и ќе однесам. Верувајте. Да, ама тој што има и што може. Не, и тој што има и што може, некогаш има ситуации кога нема време вие да фатите авион и Така, да одите збориме во за итни Данска случаи. да ве лечат, ќе мора, се сеќавате ли да наш бивш председател кој што имаше обид за атентат? Така. Минутите се некош важни да стигнете до ургентен центар. Затоа стратегијата е да се вложува во квалитетен кадар, да се вложува во сериозно современи, модерни диагностички и терапевски процедури, за да имаме едно современо здравство, затоа што никој од нас не знае кога утре ќе биде во улога на пациент. Најважно е да не се доведеме во состојба тој што има пари да се лечи на приватно, тој што нема на државно. Тоа ќе биде најжално доколку дојдеме до тоа делење. Не би сакале да дојдеме затоа што секој од нас дел од своите примања ги плаќа во фондот и заслужува утре да биде соодветен третиран од добро едуциран кадар во соодветни услови и да биде со соодветен третман како што е тоа во западноевропските држави. Господино Попестиев, ви благодарам за интервјуто и да се надеваме дека брзо ќе се средат состојбите во здравство. Се надевам и јас, ние надежта последнија губиме, така да треба да работиме. Меѓутоа не само да се надеваме, туку и да имаме желба нешто да направиме за работите конечно да почнат да се менуваат. Ви благодарам на поканата за гостувањето.